Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по кратката најава за делот со држините. После преговорите меѓу синдикатот и работодавачите, неизвестно е дали регресот за годишен одмор ќе остане да биде обврска или само израз на добра волја на работодавачите. Истокот и годинава не се договори заеднички да прска против комарци. Дел од општините завршија со првото прскање, во Пробишти Пивиница ќе се прска утре. Европско првенство во сумо борење ќе има овој викенд во Штип. 230 сумо борачи, од кои 18 македонски, ќе ги одмерат силите во салата Јордан Мијалков. Исплатата на регресот за годишен одмор К15 најверојатно нема да се укине. Разговорите меѓу Организацијата на работодавачи и Сојузот на синдикатите ќе продолжат и наредната недела за да се утврдат модалитетите и начинот и висината за исплата. Вчера синдикатите и работодавачите расправаа за предлогот К15 да се договара на ниво на гранка или во рамки на секоја компанија, но конечен договор не се постигна. Дел од синдикалните организации смета дека К15 треба да остане и воопшто не треба да се преговара околу тоа, но Организацијата на работодавачи во регресот гледа голем финансиски товар за компаниите. Заштеда на енергија, но и нов изглед во центарот на Виница ќе се постигне со проектот имплементација на термоизолациона фасада на детската градинка Гоце Делчев во Виница. Средствата од околу 650.000 денари се обезбедени од Швајцарската агенција за развој, а градинката учествува со 150.000 денари. Старата градинка Гоце Делчев во Виница го менува екстериерот со нова изолација и нова фасада до поквалитетни услови за најмалите. Естетска, но и енергетска ефикасност е крајната цел на проектот кој го спроведува Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка. Според директорот Јованов, нивните напори за енергетска ефикасност и заштеди вродуваат со плод, така да и фасадата треба да овозможи подобра звучна и топлотна изолација, а со тоа и поголеми заштеди на електрична енергија и зачувување на природата. Со проектот е предвидено да се постави стиропор со дебелина од 8 см и дополнителен обработка со малтер, со што и покрај тоа што досега трошоците за загревање на објектот се повеќе од преполовени, очекуваме уште поголема заштеда. Према проценки на некои стручни лица, очекуваме уште минимум 20%. Во градинката престојуваат од 100 до 120 деца во текот на годината, меѓутоа во летниот период редуцирањето е неизбежно. Оваа бројка речиси и сега се задржува, меѓутоа сега со завршетокот на школската година очекуваме барем 20 на деца да го завршат престојот во градинката, бидејќи од септември селат во училишните клуби. Новата фасада на градинката која ќе го промени ликот на централното градско подрачје во Виница е во вредност од 649.000 денари. Средства од кои поголемиот дел се обезбедени преку Швајцарската агенција за развој и соработка, а собствено учество од 150.000 денари има и градинката. Проектот е поддржан од програмата за зачувување на природата. Истокот и годинава не настапи координирано во прскањето против комарците. Општините во различни термини вршат прскање, што го намалува ефектот во уништувањето на комарците. Штип и Кочани се општините каде се уште не е прскано. Се известуваат граѓаните на територијата на општина Пробишти Пивиница дека утре и задутре ќе се врши адолетицидна дезинсекција, односно прскање на комарци. Теристичко дезинсекционо третирање за заштита од комарци со широко појасен инсектицид во Пробишти поточно ќе се врши утре во период од 22 часот до 5 наредниот ден, а во среда и четврток во утринските часови на територијата на Виница исто така ќе се спроведе теристичко дезинсекционо третирање. Прскањето ќе биде од земја со еколошки инсектицид.
И најважно, сите пчелари да ги превземат сите неопходни мерки. А во случај да не се спроведе акцијата поради неповолните временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот ден во ист термин. Кочани и Штип се уште немаат прскано против комарци. Инаку првично за прскање против комарците беше сите општини да се организираат и во исто време да извршат третирање, односно дезинсекција. Но и оваа година третирањето против комарци на истокот не е заеднички, затоа ефектот ќе биде мал. Лауреат од прв степен освои Стојанче Костов, студент на оделот за етнокореологија при УГД. Наградата е во рамки на научната конференција за магистранти и конзерваториумот Николај Римски-Корсаков во Санкт Петерсбург, Русија. Студентот Стојанче Костов и професор доктор Родна Величковска на Илинскиот фестивал ја презентираа обредната пејачка традиција од пијанечкиот регион. Стојанче Костов, студент од вториот циклус на студија од катедрата етнокореологија на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, е добитник на првата награда, лауреат од прв степен за рефератот со наслов "Влијанието на школата на Игор Александрович Мојсеев во македонските фолклорни ансамбли". Конференцијата се одржа во Санкт Петерсбург, Русија, во рамки на научно-практична конференција за магистранти етномузикологијата, историја, теорија и практика со меѓународен карактер. Стојанче во Русија замина заедно со професорката Родна Величковска, редовен професор од катедрата за етнокореологија при Музичката академија во Штип, кои заедно работеа на представувањето на македонската традиционална музика. Во рамките на студентската конференција водев мастер-класа на конзерваториумот со наслов "Обредната пејачка традиција од етничкиот предел пијанец", при што руските и белоруските студенти покрај теоретските предавања имаа можност да научат неколку ороводни и обредни песни од овој регион. Секако во реализацијата ми помогна нашиот студент Стојанче Костов, кој пееше и свиреше на кемана и тамбура. На конференцијата присуствувале 40 излагачи од 10 престижни универзитети од Русија, меѓу кои Државниот универзитет во Москва и конзерваториумот Николај Римски-Корсаков од Санкт Петерсбург. Професорката Родна Величковска воедно одржа и мастер-класа. Си земав задача да се представам со обредната пејачка традиција од етничкиот предел пијанец и со мене дојде и студентот Стојанче Костов, кој имаше своја тема на симпозиумот, но воедно и учествуваше на мастер-класата и на студентите им се представивме Македонија онака со автентичен фолклор од пијанечкиот регион. Инаку студентот Стојанче Костов е единствениот представник од Република Македонија. 60 ученици од Штип кои постигнале значителни спортски резултати. Денес имаа прием кај градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Се работи за млади спортски таленти, дел од нив државни прваци во фудбал, како и спортисти кои освоиле втори и трети места во екипна и поединечна конкуренција. Во Кочани денес се доделуваат наградите за најуспешните екипи и поединци во училишните лиги во ракомет и во мал фудбал. Од ебола досега починале 11.154 лица, а бројот на заразени достигна 27.219 лица, соопштија Светската здравствена организација. Нови случаеви се пријавени во Гвинеја, Либерија и Сиера Леоне. Најголем број на загинати заразени е регистриран во Либерија, каде 4.806 се починати, а 10.666 се заразени. Од 9 мај во оваа земја официјално е прогласена состојба без ебола. Меѓутоа, болеста се уште не е намалена во Сиера Леоне и Гвинеја. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени по Рихтер изутринава ја потресе Атина и засега нема информации за жртви и оштетувања. Главниот град на Грција последователно беше погоден од голем број потреси, најголемите со јачина од 3,8 и 3,3 степени по Рихтер. Првиот потрес се случил во 4 часот по локално време во Егејско море, со епицентар на 77 км северозападно од Атина и на 26 км северозападно од Халкида.
Бројот на лицата кои загинаа при превратувањето на туристички брод во реката Јангце во јужна кинеска провинција Хубеј, според последните податоци се искачи на 434. Телата на уште две жртви од Тринава се пронајдени и извадени од водата на реката. Во време на несреќата на бродот имаше 456 патници и членови на екипажот. На 12, 13 и 14 јуни во салата Јордан Мијалков во Штип ќе се одржи Европското првенство во сумоборење во организација на Македонската сумо федерација на чело со председателот Виктор Богданов. По одлука на Европската сумо федерација оваа година овој спортски настан од европски ранг ќе се одржи во Република Македонија во градот Штип. Веќе 5 години постои сумо федерација во Македонија на која членуваат 5 клубови, но се уште кај нас овој спорт важи за нешто ново и нереално. На 12 јуни ќе се одржат мерењата и основните подготовки на учесниците, додека на 13 започнуваат борбите и свеченото отварање, кое ќе биде во 13 часот и 30 минути, а на 14 ќе бидат финалните борби и доделувањето на медалите. Ке има и повеќе категории како по возраст, така и по телесната тежина, но уште поинтересно е што оваа година ке има и надпреварувачки од женска конкуренција. Ваква манифестација за прв пат се одржува во Македонија и не треба да се пропушти. Се покануваат сите граѓани да го проследат овој настан. Влезот за надпреварот е бесплатен. Тоа е се во првото информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации за случувањата битни за животот во источниот регион гледате во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!